Почитувани, преработувачката индустрија е еден од столбовите на македонската економија и опфаќа 23 индустријски гранки, на кои заедно отпаѓаат 83% од индустриското производство во Република Македонија. Во преработувачката индустрија се вработени 128.000 лица или секој петти вработен, вклучително 45.000 текстилци, 18.000 металци, 27.000 вработени во производството на прехранбени производи и пијалоци. За сите овие фирми и вработени, денес промовираме уште еден проект од изборната програма на СДСМ, проект наречен 3 пакети за преработувачката индустрија. Суштината на проектот 3 пакети за преработувачката индустрија е во тоа што ги мотивира фирмите колку што е можно повеќе да користат суровини и репроматеријали од домашно производство, а за тоа новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе ги наградува со разни поволности, даночни и царински олеснувања, субвенции и така натаму. Ваквите поволности фирмите од преработувачката индустрија ги имаат во текот на годината, ако во претходната година употребените суровини и репроматеријали од домашно производство учествуваат со повеќе од 55% во вкупните приходи на фирмите. При тоа ќе има 3 пакети на поволности. Во првиот пакет ќе бидат фирмите кај кои соодносот е помеѓу 55 и 65%, во вториот пакет фирмите со сооднос помеѓу 65 и 75% и во третиот пакет фирмите со сооднос над 75%. Третиот пакет е пакет со најголеми поволности за фирмите. Значи, колку повеќе фирмите од преработувачката индустрија користат суровини и репроматеријали од домашно производство, толку поголеми поволности ќе добијат. Реализацијата на проектот 3 пакети за преработувачката индустрија од страна на новата влада на Социјалдемократскиот сојуз носи очигледни придобивки. На јасен и транспарентен начин директно се поттикнува домашната економија, се помага да се сочуваат постојните 128.000 работни места во преработувачката индустрија и да се отворат нови работни места. Се намалува надворешно-трговскиот дефицит. Поволностите за фирмите доаѓаат отпосле, откако е постигната посекуваната цел, со што се прави директна врска меѓу резултатите и погодностите. Наместо принципот на казнување, се афирмира принципот на мотивирање на фирмите.